Така е, и конечно, еве го моментот кој што го најавивме во самата емисија Маестрално, како што најавив на почетокот, денешен гостин во божикното издание на Маестрално е Антонија Шола. По многу години во македонските медиуми ретко, па можеби воопшто не ја имаме видено изминативе години, па можеби една деценија, ќе ни каже токму таа која е причината, а и нормално каде е сега, што прави и нормално како е. Еве ја со слика и тон, директно од Хрватска. Здраво, Антонија, како си? Добро сам, ево, директно од Загреб. Директно од Загреб. Доста добро од оно што го комунициравме предходно, те слушнав дека знаеш македонски. Разбирам, ама не зборувам. Не зборуваш толку. Затоа што нисам пуно вежбала. Так, Дуго ми е било. од кого научи? Од свакога помало. Имам доста пријатели во Македонија. Така, кажи ми, одамна те немаат видено во Македонија фановите, а на вистина ги има во се поголем број. Каде е Антонија? Што прави во моментов? Со што се занимаваш? Ево ме, ту сам, жива сам и здрава. Нормално. Бавим се глазбом и далje, пишем пjesme. Upravo sam objavila novu pjesmu koja se zove Javna tajna. Javna tajna, tako. Kako bi se to kazalo po makedonski? Isto. Isto, javna tajna. Da, zato se valjda nisam mogla sjediti. Isto znači tako da se bavim s tom pjesmom, promocijom novog albuma koji dolazi i tako piše se puno, evo me u studiju, radim i sve pomalo, evo, snima se za medije, puno puta se radi ovako intervjue putem video kola, zato što je došlo tako neko vrijeme, nadam se da ćemo uskoro se vidjeti uživo. Сигурно, тоа ќе го кажам и на самиот крај на овој интервју, меѓутоа ајде да започнеме со ред. Македонија те нема видено одамна, како што кажав во досегашни интервјуа. Колку што од она што го знаат кај нас и единствено поврзување за тебе, бидејќи затоа кажав е навистина ексклузивно ова интервју, токму затоа што те немаме одамна видено, е музиката која те поврзува токму тебе со нашата најголема музичка звезда Тоше Проевски. Не знам до сега, сигурно имаш говорено во македонските медиуми пред 10 години за Тоше Проевски, меѓутоа еве, бидејќи сме во прво интервју и прв пат говориш за нашата телевизија. Какво беше пријателството со Тоше Проевски? Може би ова прашање веќе ти е клише, меѓутоа еве, уште еднаш да го слушнеме прв пат за нашите медиуми и бидејќи сепак, како што кажав, прв пат говориш за нашата телевизија, накратко да те навратиме во тие, верувам, убави времиња. Pa meni je to kao da je bilo jučer, tako da osjećam se kao da nije prošlo puno vremena, tako da se jako dobro svega sjećam i meni nikada to pitanje nije kliše niti teško, uvijek mi je drago i mnogo milo pričati za Toše jer je on meni jako puno udario te autke i pjevačke i kao što sve to i znate, ja sam njega uvijek rado spominjala i onda kada možda i nisu htjeli da ga spominjem, ja sam ga uvijek spominjala, tako da pjesme žive, naše pjesme jako se vole od publike, svi vi naravno da ste još bliži sa njim i znate vrlo dobro kakav je bio i da tako, kao što možemo vidjeti da ima puno novih zvijezda, ali da se zapravo, da smo svi jedinstveni i kako je Toše bio jedinstven, da zapravo se tako nešto ne može ponoviti. Tako je svatko od nas unikatan, jedinstven i nema tu nikad više kopije, imitacije ili tako nešto slično. Svaka osoba je posebna i Toše je tako i poseban i u mom opustu, i u mom srcu i u mom sjećanju. I sjećam ga se uglavnom sa nekakvom zahvalnošću. Zapravo sam zahvalna jer sam dio toga puta gdje sam zapravo jako puno smo zajedno ostavili toga. Така, спомна какво би било другарството со Тоше, но што најмногу ти фали по неговата загуба? Pa najviše mi uvijek fali ono što ja uvijek se sjetim. Uvijek pomislim koliko smo još toga mogli, recimo, snimiti, napisati, stvoriti. I ono što je najviše neponovljivo je to
što je toliko teško naći u jednoj osobi toliko puno elemenata koji su fantastični. Znači od talenta do ponašanja, do karaktera, do ljudskosti, humanosti i svih tih elemenata koje je on imao sve u sebi. Ponegdje nađeš nešto, pa jedan, pa dva, tri elementa i nikako da se spoje. Ali kažem, ja sretna sam što sam ga poznavala i što sam imala priliku i što je to vrijeme za mene bilo posebno i što me je kao osobu izgradilo. Така, тоа ми беше следното прашање. Дел од песните, односно најголемите хитови на Тоша, се со твој подпис, неколку песни. Меѓутоа, што е она што за жал остана, а не успеавте да го реализирате? Да. Верувам дека имало нешто што останало кај тебе, нормално ќе го чуваш за секогаш, нешто дали, песна, текст? Pa je. Ostalo je. Ja sam uvijek imala pripremljeno za njega, imam cijeli folder koji je zapravo bio rezerviran za njega, koji zapravo još uvijek čeka nekako da se objavi, ali mi nikad više nisam našla zapravo izvođača koji bi bio takvog sličnog karaktera i nekako kao da je sa njim nestalo i takve vrste glazbe, odnosno popa, koji je bio nadahnut, pitak, lijep i sa lijepim porukama. Možda se nešto još dogodi, možda ih prekrojim nekako, a i ono što sam uvijek ostala dužna, zapravo ja to znam svaki dan, što sam obećala javno na koncertu, zapravo na stadionu, a to je pjesma za onu večer. Onu posljednju večer koju smo pjevali, ja sam obećala i pjesma postoji, ja sam je napisala, ali sam već godinama je čuvam jer jednostavno toliko puta kada ga spomenem sam doživljavala i neke negativne stvari i neke riječi kojima su me nekad ljudi možda i napadali, znali su reći ovo ili ono. Pjesma postoji, ja sam obećanje ispunila u srcu i objavit ću je kada za to dođe vrijeme i nikada to nisam zaboravila. Čest mi je što te poznavam. I meni isto. Čast mi je pisati pjesme za tebe. За оваа атмосфера мораш да ми напишеш една композиција. Само за ову вечер. Запамти го амбиентот. Следната песна да биде за моите македонци. Една песма само за све овде. Мораш да ми направиш една така. А јас ќе напишам музика, може? Може, ево. Ево, договорено. Не треба да подпишуваме ништо. Ќе исполниме ли нашата прекрасна композиција Волим успех твој? Заедно со бендот Антонија Шола! Дајте ми бенд! Дојди напред! Да видам на нозе! Краде ми те цвеста, краде ми те ljudi. Вардете се машки! Која ти беше најголемата желба што не ти се оствари со Тоша? Mislim, ja ne razmišljam na taj način zato što ne možemo mi promijeniti sudbinu i život kako teče. Ali žao mi je zbog svega onoga što je moglo biti. Kada tako jedan mladi život samo preko noći nestane, onda
onda to svima teško pada, zato što uvijek razmišljamo što je još moglo biti, a ako krenemo u ta razmišljanja onda je preteško. Zato radije samo sebi kažem hvala na ono što je bilo. Колку ти значи поврзувањето токму на Тоше Проевски од Македонија со тебе? Mogu da se ja uvijek osjećam na jel to dovoljno? Ja se uvijek osjećam kao da sam tamo kod vas isto doma. Така, баш ми е драго. Македонија, во Македонија имаш дојдено последен пат 2012 година. Така? 2000... Možeš mi ponoviti zato što nije mi prošla veza. Во Македонија последен пат имаш дојдено во 2012 година, така? Da. Ja sam pjevala na Danu državnosti od vas i to mi je bio poseban osjećaj. Jako sam za to zahvalna i to ću pamtiti cijeli život. Meni Makedonija puno znači u srcu i to je jednostavno moja druga domovina. Така, сега сме време на пандемија, за жал коронавирусот, меѓутоа кога наскоро, еве веќе сме 2021 година, божикно интервју заедно со тебе, меѓутоа дали имаш план конечно да направиш еден концерт твој личен овдека со впечаток од публиката во иднина, можеби и оваа година, доколку се реши сева ова? Ja sam uvijek tu za vas, samo me zovite. Sad je pandemija, pa evo ne možemo, ali to će sigurno proći. Tako da, ja sam uvijek sam za to. Tako da, a sigurno ću doći bez obzira na koncert. To sigurno imam u planu jer želim posjetiti i Kruševo, već mi fali sve jako i sigurno ću doći na Ohrid i sve. Svi mi falite. Оние кои те следат во Македонија, ги има во голем број, како што кажав, дури има фан-пејџови со твојот Инстаграм фан-пејџови со твоето име и презиме. Очекуваат, верувам, ново комплетно музичко парче, односно музички пакет, односно албум токму од тебе, кој нормално овдека ќе можеме да го слушнеме преку Croatia Records Македонија, кој впрочем ни го возможија ова интервју. Кажи ми, кога ќе очекуваме нов албум од тебе? Možete ga očekivati već na proljeće. Jako se tome veselim, samo da se situacija malo smiri, onda ćemo već početi raditi na tome, a nakon toga kad zaokružim taj cijeli period, onda ću napraviti jedan novi ciklus pjesama kojima se još više veselim nego što se veselim na albumu. Така, и пред самиот крај на ова интервју, бидејќи концерт, како што кажавме досега, си немала личен твој, ни го должиш тоа, нормално, и ќе очекуваме да го направиш што поскоро, се надевам по крајот на оваа пандемија, меѓутоа јас сега имам предизвик еден за тебе. Мислам дека ќе го прифатиш. Кажа дека знаеш македонски јазик, не целосно, меѓутоа апсолутно доволно од оно што го комунициравме пред интервјуто. Дали ќе можеш нешто да ни испееш кратко на македонски јазик? За фановите во Македонија. Mogu. Si zaljubiv jednome od malečka do golemo. Si zaljubiv jednome. Aman, aman. Evo ga. Одлично, ти благодарам и секако те очекуваме во Македонија да направиме едно прво интервју, бидејќи сепак за прв пат правиме интервју со тебе на нашата телевизија. Телевизиско интервју, конечно, камера, со камера да те снимиме, нормално, тоа е нешто што е нормално за тебе како околина. Ти благодарам многу, големи поздрави имаш од овдека од Македонија и нормално од твоите фанови го очекуваа ова интервју. А секако се гледаме здравие оваа 2021 година со концерт во Скопје. Ви благодарам многу и сакам да поздравам Ивана Цеткова и Гордана Петреска, мои најголеми фанови. Така, сигурно ќе се препознаат сега. Сите ве сакам многу и едва и чакам да се видиме. Ти благодарам многу, поздрав голем од Македонија уште еднаш и се гледаме во блиска иднина. Чао, чао. Чао. Тоа беше интервјуто со Антонија Шола. Верувам дека уживавте во овој божикно интервју.
И нормално, ги очекуваме како што кажа во Македонија, а до тогаш следете на нас, се надевам дека и ексклузивно преку Кроација Рекордс Македонија ќе го слушнеме како што најавивме на пролет веќе и новиот албум на Антонија Шола.